Почитувани, ВМРО ДПМН на вчерашната седница на извршниот комитет на партијата донесе одлука за отпочнување на постапка за организирање задолжителен референдум со цел поништување на договорот со Бугарија, кој е корен на сите негации на македонскиот јазик, идентитет и историја во изминатиот период. Ја повикуваме целата македонска јавност, експертите, политичките партии, граѓанските организации, граѓаните во целост да се приклучат кон иницијативата и да го поддржат референдумот. Ги повикуваме Социјалдемократскиот сојуз да не тактизираат со народната волја и да покажат минимум демократски капацитет и да повикаат на излезност на референдумот. Оваа иницијатива за референдум е целосно европска, бидејќи се спротивставува на негаторските политики и постапки кои Бугарија ги насочува кон Македонија од аспект на јазикот, културата и идентитетот. По спроведените детални консултации со експерти од областа на уставното право, коалиционите партнери и телата на партијата, донесена е одлука прашањето да гласи: дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, објавен во службен весник број 12 од 2018 од 18.1.2018 година. Постапката ќе отпочнеме со собирање на 100 подписи за отпочнување на граѓанска иницијатива, која ќе ја доставиме до собранието, а со цел овозможување на постапка за собирање на 150.000 подписи од страна на граѓаните на Македонија. Сувереноста на државата произлегува од граѓаните и ВМРО ДПМН како политичка партија го почитува и за секогаш ќе оприменува тој принцип. Овој референдум е само можност за граѓаните да го кажат својот став. Ставот на ВМРО ДПМН и пратеничката група останува ист. Ние нема да прифатиме и поддржиме промена на уставот со цел бугаризација на Македонија. Затоа пратеничката група на ВМРО ДПМН останува на линијата на одбрана на македонските национални интереси. Ви благодарам на вниманието. Прашања? СДС во моите наврати веле дека проевропското крило во ВМРО ДПМН станува се посебно, не се согласува со Мицкоски, сака да го продолжи европскиот пат на земјата. Тоа го повтори во неколку наврати вице-премиерот Армен Груби. Како ги коментирате овие изјави? Дали постои раскол? ВМРО ДПМН, во ВМРО ДПМН и проевропското и прозабатното крило се со една и единствена цел, а тоа е што побрзо промена на оваа ненародна криминална власт, која што подскриена зад 64 пратеници кои што го прават мнозинството, не слушајќи го народот, успеа да владее и да краде и да прави криминали во нашата држава. Ден побрзо да се организираат избори, ќе го слушнат гласот и мислењето на граѓаните. Доколку имаат доверба и мислат дека има пратеници кои што би гласале спротивно на она што ВМРО ДПМН го има утврдено, ги повикувам и го реафирмирам ставот на председателот Мицкоски, а тоа е да отпочнат постапка за уставни измени. Доколку имаат 80 пратеници, председателот Мицкоски ќе даде оставка од сите политички функции, односно председател на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, доколку нема, Ковачевски веднаш да пристапи кон организација на предвремени парламентарни избори, каде што ќе го чујат гласот, судот и пораката на граѓаните. Ви благодарам.